Почитувани, со денови молчи власта, молчи и државната статистика. Како е можен таков екзодус на работна сила, со која што Македонија во 2 квартали за неполна половина година да загуби 215.000 работоспособни луѓе. Со цел да ја прикажеме вистинската слика, што значат 215.000 луѓе загубени. Тоа е како да тргнете по автопатот од влез во Македонија на граничен премин Табановце и се до излез од Македонија по автопатот на граничниот премин Богородица, без малку ни сите општини што минувате да нема ниту еден жител, ниту еден човек. Празни општини, празни градови. Тоа го покажува Државниот завод за статистика, дека според оваа математика 215.000 луѓе е празно Куманово, празен Велес, празно Градско, Неготино, Демир Капија, празна Гевгелија. Почитувани, 215.000 помалку луѓе, работоспособна сила, е погром за македонската економија. Тоа не може да е статистичка грешка или калибрирање, како што наведуваат. Ова се податоците од државната статистика. 104.000 од овие 215 биле вработени. Така се водени до крајот на 2021 како вработени, а сега ги нема. Ова почитување е резултат на девастирачките политики на СДСМ дуи за економијата. Политики со притисок врз приватниот сектор, политики со полнење на јавната администрација, политики за затварање наместо отворање работни места, политики на лага кон земјоделците, политика на лага кон стопанствениците, лага кон работниците дека ќе им биде вреднуван нивниот труд. Почитувани, 215.000 лица помалку значат 215.000 помалку уплати во здравството, во пензионскиот фонд, данокот кој што СДСМ дуи го цедат на луксузи. Почитувани, премногу е. На 18 јуни заедно мора да кажеме премногу е. Приклучете се на протестот за промени пред владата на 18 јуни во 20 часот. Ви благодарам.